Барањата на Бугарија Македонија да се откаже од македонското малцинство во таа земја, како и од именувањето на македонскиот народ како македонски не е ништо ново, туку е составен дел од заклучоците на Советот на Европа, потенцира универзитетскиот професор Далибор Јовановски за Алфа. Бугарската влада со така наречената рамковна позиција од 2019 година најави кои се нејзините услови за поддршка за членство на Македонија во Европската Унија, а бугарскиот парламент на истата тема донесе и декларација со огромно мнозинство, вели професорот. Од друга страна пак, професорот Јовановски прашува ако сме блиски народи, тогаш зошто постојано ни кажуваат дека сме одродени бугари и не обвинуваат за фалсификување на историја. Вика, им даваме подршка на нашите браќа во Македонија, а тие нас не дразнат со историја. Сега ние нив ги дразниме со историја, а во нивниот анекс прва работа е историјата. Сега кој кого дразни? Гледа смешна ситуација. Може би браќата од Македонија ги поддржуваш, тие не дразнат со историја, а главен услов за нивна поддршка во Европска Унија е историјата ти како што се замислиш. Бидејќи знаете што заедничката историја во Бугарија се гледа како историја на бугарите, не се гледа како споделена историја. Јовановски смета дека во иднина Бугарија се почесто ќе инсистира Македонија да ги реши историските прашања, потсетувајќи на дека тоа е клучно за земјата што побрзо да оди кон Европската Унија. Од друга страна пак, според него, помеѓу Грција и Бугарија постои ривалство околу тоа како да го наметнат своето влијание во Македонија. Професорот вели дека во прашање се геополитички интереси, па затоа Бугарија се бунела кога на грчкото воздухопловство и се дозволи да го обезбедува македонското небо, а дополнително незадоволство предизвикува фактот што Грција е поприсутна во Македонија и со капитал. Наспроти тоа, бугарите не сметаат за нивни нераздвоен дел и од нивната историја, заклучува Јовановски.